Ја имаме Симона Јовчевска која што е уметник, нели кога Ненад ме праша како да те најавиме, јас реков па не знам, тој рече не знам, поинаку нема освен уметник. Здраво за Симона. Здраво, добро дојдовте. Мило ми е што сме тука заедно. Не се чадорите. Чадорите се некаде последното во приказната, така на Симона и незината друга уметност. Музиката е еден дел од уметноста, која што нели е некоја работа, но и задоволство предпоставувам, ама и сета она уметничка душа ја носиш и продолжуваш да креираш со своите раце. Знам дека правеше чанти, правеше накид, што друго беше? Па генерално на тоа бев фокусирана на рачно изработени колани, па потоа преминав со чадорите и така се отвори целата приказна на цртање. Кој го нарача првиот чадор всушност? Првиот чадор во сушност си го направи за самата себе, така го објавив и започна целиот интерес и желбата на другите луѓе да имаат исцртан чадор. И додека чекавме на ова линковско вклучување, Симона ни рече дека не е ништо страшно, освен што пати кичма. Така беше? Така е. Да. Кичма, рбет, све. Значи, допред да го најдеме ова чудовишно столче, така што малку од малку помага во процедурата, се беше долу на земја и со помош на моите раце за горниот дел од чадорот механизмот го држев и така цртав часови, денови. Додека не отиде кичмата. Да, баш. И сега што ќе цртаме? Сега заради времето кое што располагаме, бидејќи е кратко, нешто наедноставно и а исто време и убаво е артлайн, така да ќе започнам со тоа. Ќе разговараме и ќе можам да започнам, не? Да, секако може Симона да си црта, а јас само да прашам, овие убави портрети од кафе, кога идејата беше дојдена? Тоа беше многу спонтано, кога во исто време пиев кафе, прекрасната гледка што имаме тука и предпоставувам дека самиот момент на инспирација, па и бојата остава трак, кафето остава трак како боја, може нешто да се нацрта. И така започна целата приказна на која што исто повторно нема што не може да се исцрта со едно кафе. Да. И сега и тоа е нешто што може да го нарачаат луѓето, така? Да, и тоа е нешто, исто така изработувам портрети, некои лични фотографии кои што не се врзани со лик, за спомен кои што најчесто ги подаруваат. Мерил Стрип ја гледаме овде, во една твоја изработка. Мерил Стрип е, како ми рече, омилената твоја. Едно од омилените глумици кои што оставиле печат на мене и како личност, и како актери, и како мисла и делување на овој свет. И затоа ги цртам во суштина тие ликови, заради тоа што имале делување врз мене. Да. Не можевме да го најдеме портретот на еден исто така лик кој што оставил веројатно големо влијание, се вика Саша Николовски Ѓумар, така, ама ќе го најдеме и ќе го подариме на Мила, така беше? Точно така, идејата беше како импакт неговото влијание како професор врз мене и образование како личност и едноставно неминовно беше да нацртам нешто од него и секако ќе го подарам на неговата ќерка Мила, затоа што предпоставам дека е вистинската личност која што ќе изначи. Да. Кога сме кај портретите, колку време треба за создавање на портрет од кафе? Како талогот треба да се чува, да се прави, што има некоја процедура? Ги правам со инстант кафе, заради тоа што многу специфично е со турското кафе, затоа што има зрнца, остава талок и многу е поголема течност отколку оставањето на боја. Најчесто седнувам да ги цртам кога сум многу инспирирана. И тука ми одзема 30 до 40 минути и оди во еден здив. А кога имам нарачки и цртам ликови и портрети, знае да започнам да застанам заради тоа што сепак нарачка е дел за некого, инспирација е момент кога имате потреба вие нешто да кажете. Да. И кога сме кај нарачките, имало ли некој чадор кој што не го бендисал, некој кој што го нарачал? До сега не, заради тоа што иако остават на мене, претходно се консултираме, ги давам тие идеи, предлози, а ако воопшто нешто веќе одскокнува од она што веќе го имаме замислено и јас и клиентот, не се нафаќам ни да го цртам. Да. А кој е било нешто што најмногу ти испутило до сега? Не знам, што требало да се нацрта? Најспецифично е се цртат портрети. Најмалку се ужива во врска со уметност и во моментот да оставите на момент, заради тоа што бара прецизност. Една погрешна црта и целата личност веќе заминува во друг правец, мислиме и тоа случајно, но тоа е тоа. Нешто арт, нешто така, нешто?
Имаме замисла или доаѓа? Па доаѓа. Колку време треба обично за да се направи еден чадар? Од 40-50 на минути, многу зависи моментот на инспирација, како сум, дали сум изморена, дали едноставно тоа само од себе протекува. Некогаш знае и денови, ден, два, три. Едноставно кога не сака и морам да го оставам некој период така. Значи да им кажеме на сите оние кои што имаат нарачка или изненадување за некого во овој период, така дека на Симоне треба, како и на секој уметник му треба време, така да си одствои тоа, како велат, така да не биде ден за ден. Тоа невозможно е. Невозможно. И сум излегувала во пресрет, ама некако тоа беше сосем на почеток, нормално кога мотивацијата и ентузијазмот е поголем, но сега заради премногу обврски за чувување на сопственото здравје, не гледам да не правам такви екзибиции со сопствената енергија. И за крај нова вклучување, значи готов е чадоров на... Па, така некак. Леле, наум ти се тупаѓа чадорот? Да, супер. Лайн, нешто што е така едноставно, минималистички, брзо, така да... За моментот мислам дека беше единствено решение. За да успееме во Да. време. Така, оној ќе ни требаше многу татканици. И за крај само да ми кажеш колку е убаво чувството кога надвор некој ќе видиш твое дело така, нели? Еј, со мојот чадар. Да. Чувството е дека сте дале нешто од себе. Постоењето, самото постоење, живење има смисла. Сте направиле нешто за светот, некоја мала промена, многу мала, но сепак значајна за мене. Навистина е среќа. Знам дека нема да те натрам. Нема да пеема? Не. Не? Не. Доста ти е од песна. Пев са пајлек, ја знаеш она како ли јас да пораснам. Да. Ја знаеш? Се до небо, се до звезди високо, не ја да ја надраснам. Многу ниско. Чамбаречка, ова е за Фала бас ти, како Симона. мене. Студио, дали сме задоволни? Задоволни уште грабни го малтезерот да ни го покажеш, четириножниот уметник таму кој што се мотка, да го видиме ако можеш да го пофатиш. Каде е принцес? Принцес се вика. А принцес се вика, па го видовме во некој од Принцес. кадрите. Принцес. Тој. Принцес. Сега, име на принцес. Дали ја вловиме принцес? Ај, подмаза ти доди. Е, така си има работа, кате во продолжение со принцес. Ако успее да го фати, можете да прикажете режија, ако не, еве го, принцес. Еве го, почне не... Принцес женско или машко е? Женско, принцес. Па добро, принцес, може и принцес, Матезер Бушов. Еве го.